Почитувани гледачи, добро вечер. Предвремените парламентарни избори, односно кампањата за предвремените парламентарни избори во самиот финиш преостануваат уште 3 дена, ако не го броиме денешниот ден. Тоа значи дека учесниците со засилено темпо финишираат и се обидуваат да ги добијат гласовите, да ја добијат довербата на гласачите. Во таа насока ние веќе реализиравме 2-3 емисии, веќе реализираме уште една, која исто така е во делот на тоа да проговориме што се подготвуваат и што се нудат партиите и кандидатите за пратеници во изборната единица број 3, нови избори во мандатот што потоа предстои. Денеска наш и ваш гостин во студиото е господинот Љупчо Николовски, носител на листа во изборната единица број 3, човекот кој би рекол е оној првиот ударен бран за да ги убеди гласачите дека неговата опција е таа што е најдобра и дека нуди најмногу. Добро вечер и добре дојде во студиото на телевизија Кочани. Добро вечер, поздрав до сите ваши гледачи. Мило ме и драго што во текот на кампањата и преку вашиот медиум може да ги пренесеме нашите пораки. Така, реков дека кампањата е во самиот финиш. Сигурно веќе правите некои пресеци како досега таа е спроведена, колку сте задоволни од сето тоа? Апсолутно, ние држиме до одредени стандарди кои што ги воведовме и во делот на безбедносните протоколи и водиме 100% безбедна кампања. Тоа не може за жал да го видиме кај нашите политички опоненти, заради тоа што ние имаме точен протокол, имаме безбедносни агенти кои што ги организираат настаните, пред се го штитиме здравјето на граѓаните и затоа и повикуваме и понатака да ги користат и преминуваат сите мерки кои што се во делот на здравствената криза, но и да бидат убедени и уверени дека изборите на 15 јули ќе бидат спроведени според највисоките протоколи за заштита на здравјето на граѓаните. Тоа е пред се и тоа е една од темите и една од големите разлики во оваа кампања заради одговорноста и одговорниот пристап кој што за разлика од ВМРО го применуваме. И јас сум задоволен и од начинот на нашата кампања. Шеф сум и на Централниот изборен штаб, ние се одлучивме целосно да ги почитуваме сите, не само протоколите, туку и да водиме една реална, вистинска, модерна, убава европска кампања, каде што ги промовираме мерките, политиките и го бараме и ја бараме поддршката за да продолжи овој пат и сметам дека граѓаните овој пат се поштедени од големи митинзи, од многу големи настани на кои што се трошеше енергија и беа премногу исполитизирани. Ова е начин да ги промениме работите и во политиката и да имаме за несвојствена за нас скандинавска кампања и ние цврсто стоиме до начинот на нашата комуникација со граѓаните, ги користиме сите и останати алатки, социјалните медиуми, дигитализацијата, СДСМ 11 месеци се реформира, реорганизира и адаптира на сите модерни текови. Денеска гледаме дека сме први и во делот на употребата на сите овие модерни алатки, што значи пораките стигаат до граѓаните и по тој пат. Така, земејќи во пред сите учесници во изборната кампања, дали има појави или примеси на валканост во самата кампања и на ниво на изборна единица број 3 и на ниво на држава? Има, ја кажав, за жал. Демократијата не можеше да стигне во ВМРО ДПМН во овие 2,5 години и како што тоа ние го направивме, секаде го збориме и го зборам. Позади мене не стои никој. Ја не сум нечи татин син, туку со честност, со искреност, со одговорен пристап и со работа успеав да дојдам до највисоките позиции на владеачката партија и преку тоа да ги променуваме работите. И затоа денес ние имаме убава, позитивна, реална, модерна кампања, а од другата страна гледаме и билборди како се шкртаат, како се уништуваат, гледаме каква кампања водат, платена со пари на граѓаните на некој начин, ги гледаме спотовите кои што граѓаните ги плаќаат, од буџетот се финансираме,
колку се валкани, колку се ниски, колку се мизерни, колку само не подсеќаат на режимот и на владењето на Никола Груевски. Тоа покажува дека буквално таму не се променило ништо, таму е се едно исто. Игор Јанушев е кандидат на Никола Груевски, директор, функционер, кој што има на 20 на афери позади него. Се гордеам што немам ниту една дамка, ниту еден скандал, ниту едно нешто што можат да го залепат за името мое, и затоа мислам дека целосно ќе се држиме до тој концепт и во следните денови, да повикаме на граѓаните да излезат на гласање и да дадат потврда и да го продолжиме овој пат, да не го враќаме Груевски назад. Седењето дома значи враќање на Груевски на власт. Да. Господин Јанушев, тој дури синоќ ќе гледав на националните телевизии, ви повикуваше или се жалеше дека не сте му излегли на дуел. Кои се причините? Јас имам работа со граѓаните. Ние имавме еден дуел на Телма и мислам дека е доволно. Не можам да разговарам со човек што има многу афери позади себе, што има многу скандали, што на вратот му висат и панорамското тркало, и кинеските автобуси. Слушаме како удира боксови, како повикува на убиства. Слушаме како исклучува лифтови, како организира разни незаконитости и подсеќа на времето на Никола Груевски, за жал. И буквално мојот фокус е понудата на граѓаните, мерките и политиките, враќањето на парите назад кои граѓаните, враќањето на македонците во Истокот и пресвртот кој што го направивме во Истокот. На каква реакција најдувате кај граѓаните во секојдневните активности на терен во изборната единица број 3? Претпоставам дека слушате и проблеми, и потреби и така натаму. Апсолутно. Повеќе ги слушаме граѓаните заради тоа што тие се тие кои што најдобро ги знаат и проблемите, и маките, но и идеите. Најдобрите идеи доаѓаат од граѓаните, не од фотелите на функционерите и експертите. И затоа слушаме првин за позитивниот пресврт кој што го имаме во Истокот од инфраструктурен аспект. Никогаш не се градал како до сега. Никогаш не напредувал и не се поврзувал со останатите региони. За жал 11 години беше запоставуван регион. Тоа го гледаме тука и во Кочани. Нема регионални патишта кои што не се направени. Кочани Делчево, обиколницата околу Кочани, Кочани Пониква, извонредни проекти, капитални, почеток на многу проекти кои што се и тековно. Збориме за покачувањето на платите, на пензиите, на отварањето на нови работни места, за тоа дека има слобода, има демократија, може слободно да се разговара, да се критикува, да се дискутира, да се напредува. Збориме за нашите нови цели и вредности, дека партиската книжка не треба да биде репер за се. Не треба да зависи нешто од партиската книжка. За тоа дека треба да има демократизација и во останатите партии, ева и во ВМРО ДПМН, да дојдат честни луѓе на позиции, за да може заедно да ја влечеме државата напред кон НАТО, кон Европската унија, кон новите фондови, кон новите реформи што треба да ги направиме. Зашто на овие избори се гледа како на едни од најзначајните во државата, затоа што веројатно сме во НАТО, тука се пристапнати преговори кон и датумот, очекувањето на датумот за Европската унија. Веројатно тоа е едната од значајностите, а втората сигурно и тоа што граѓаните очекуваат конечно да тргнат да го добијат оној живот што го посакуваат, малку поспокоен, а малку побогат истовремено. Апсолутно, тоа го доловите баш тој момент на оваа кампања, и во оваа кампања никој не го ветува НАТО и ЕУ, затоа што тоа го завршивме. Како генерација на храбри политичари влеговме во решавање на сите проблеми и носење на крупните одлуки кои што се бенефит за сите генерации. Отворивме врати кои што секогаш биле затворени за нас. Веќе сме полноправна членка на НАТО, веќе добивме датум за преговори, односно одлука за преговори, и веќе е најавено дека започнуваат преговорите со првите поглавја во текот на оваа година. Ги остваривме стратешките цели на сите генерации, на македонскиот народ, го потврдивме македонскиот јазик, си го заштитивме идентитетот, посебноста и брзо се најдовме на силна европска трака и доаѓаме токму до тоа. 2,5 милијарди евра ни стојат на располагање за водоводи, канализации, решавање на сите инфраструктурни проблеми, реформирање на институциите, за подобро здравство, за појак здравствен систем, за реформа на судскиот систем, што е прва одговорност и обврска на новата влада, затоа што тука застанавме во овој мандат, за многу подобар живот, повисоки плати, отварање на работни места, да имаме силен развој на селата, да имаме уште посилна инфраструктура и да имаме спокоен и мирен живот и да нема
за секојаш страв и неизвестност. Никој веќе не треба да се сикира за иднината на оваа земја. Ние сме во најголемиот безбедносен клуб во 30 земји членки на НАТО. Тоа е сигурност и за граѓаните и за инвеститорите. Почетокот на преговори со Европската унија ни ги отвара можностите за 2,5 милиарди евра кои што треба да ги вградиме во нашето земјоделие, по поддршка на стопанството, на малите и средни предпријатија, и тоа е единствениот концепт и само ние за жал стоиме како коалиција за сето тоа. Не може тоа да го понуди ВМРО ДПМН заради тоа што гласа против. Гласа против одлуката за почеток на преговори со Европската унија. Гласа против законот кој што ни донесе таа одлука, законот за јавно обвинителство. Постојано ја бутка државата надоле, само за да не се одговара, за да не се реформираме, за да не тргнеме напред. Не се радува на одлуката, не аплаудира кога се дигаше нашето знаме македонско во Брисел и Вашингтон. И гласа против се она што е добро за граѓаните. Меѓутоа, да повторам, ќе се најдат сили и после изборите да се реформираме сите, да сите го фатиме овој европски пат, и верувам дека многу ќе се промени политиката во наредниот период, ќе имаме честни луѓе на одговорни, домаќини луѓе на првите позиции, и дека навистина македонците ќе се обединат еднаш и заедно ќе ги туркаме сите граѓани, сите партии, сите ние, сите работи, и ќе се радуваме на сите успеси кои што ги постигнуваме. Доста е со поделбите, со омразата, со враќањето назад. Меѓутоа, кога сите бараат да се обединиме, бара таа опција која сака да се обединат сите граѓани во државата по тој терк. Да пример, кој опозицијата тука таа ќе бара по нивниот терк да се обединат сите граѓани, вие барате по вашиот терк. Ние го нудиме теркот на НАТО и теркот на Европската унија. И тоа се стратешките цели. И дајте тоа да го фатиме. Дајте на тој пат да се приклучиме што меѓусебни едните доносат не може да го требам дефокусираат граѓаните. Не дефокусираат, туку девалвираат, сака да кажам, спортивната страна во секоја ситуација, како македонскиот интерес тука да останува во втор план. Така барем низ јавноста меѓу луѓето кружат, доста се јадеа едните со другите, зашто малку не се доближат и да тргнат по еден подобар пат. Цела кампања ја зборувам за тоа. Зборувам за да имаме честни и одговорни луѓе на сите позиции и да тргнеме сите заедно напред. Ние тоа го понудивме пред 2 години, заеднички да биде владата што ќе ја носи државата и во НАТО и во Европската унија. Треба се сменат генерациите и структурите и таму. За жал истото ВМРО ДПМН, за жал Мицковски го чува столчето на Груевски, и се надевам дека 15 јули ќе биде добар ден и за нивната партија и за сите партии кои што треба да отидат во опозиција, да се реформираат и да ги фатат европските и модерни текови. И затоа сум убеден дека ние пред 2,5 години бевме на рап на граѓанска војна, главите ни беа во крв во собрание. Денеска сме членки на НАТО, денеска преговараме со Европската унија. Не сме направиле се, реално кажуваме, ама за краток временски период и мандат кој што беше многу тежок, мандат на многу блокади и обструкции, еден ден мирен немаше во текот на мандатот, и мандат на решавање на најстратешките прашања и најгорчливите проблеми. Сега со сојузници, сега со сите меѓународни поддржувачи, со сите кои што ни станаа стратешки партнери, и Грција, и Бугарија, и Америка, нема државник кој не дојде во овие 2,5 години. Германската канцеларка, дојде австријскиот канцелар, дојде министерот за одбрана на Америка, дојде за прв пат британски премиер. Тие ја пратија пораката и дајте сите да ги делиме тие вредности и да се приклучиме, да ги промениме работите. Затоа велам, клучно во оваа кампања е да исто така пратиме порака да ја смениме политиката. Јас искрено кажувам, за тоа сум влезен. Не сум влезен за тендери, не сум влезен за вработување, не сум влезен за било што друго. Сметам дека политиката во која што сме влезени треба да си одработиме платата, лебот, ама да бидеме сервис на граѓаните. Не да работиме за свој джеп, не да ги изнесуваме парите во Билизен, не да раѓаме нови субрата рој. Туку дајте да она што го направивме овие 2,5 години да продолжиме да го правиме и да го правиме сите заедно. Сите да идеме напред. Така да ќе олесниме и на граѓаните. И граѓаните ќе не гледат со поубави очи, и граѓаните ќе се радуваат кога ќе видат дека сите сме на едно купче. Кога дали ќе согласите дека источниот дел од државата е досега најзапоставениот и најсиромашниот од повеќе аспекти? Апсолутно, да. Овој регион беше целосно запоставен и за жал денеска кога идам низ целиот овој регион, дали е Чифлик, дали е Треботивиште, дали е Кочанско Оризари, дали е Лозово,
или било кој села, ги поминав сите. Екзодусот и понатаму трае? Ние се уште збориме за водоводи, канализации и за решавање на основните инфраструктурни проблеми. 21 век. Долго време други региони во државата можеби напредуваа на сметка на источниот регион. И тука сум и понатаму да давам силна поддршка на сите проекти, на сето она што го правиме. 3 од 4 експресни патишта се градат во овој регион. Нема регионален пат кој што не е обновен и не е рехабилитиран. Многу капитални проекти носиме тука, односно се бориме сите да се инвестира во регионот, но клучно е да ги вратиме и создадеме услови да македонците, младите македонци кои што ги спакуваа куферите и замина, да им го вратиме достоинството, да веруваат во системот. Тие не заминуваат само за плата или работни места. Платите растат. Еве, како се тргна државата напред, платите растат во сите сектори, во социјала, во одбрана, во здравство, секаде платите се зголемени за минимум 20%. Да, но расте и просечната плата во државата. Но реализиравме и други мерки, да не се плаќа радиодифузна такса, да имаме ефтина струја, да враќаме пари преку ДДВ, да ги решиме стечајните работници, да имаат државна социјална пензија, да се зголеми социјалната помош за 300%. Значи, и ги кратиме трошоците и остануваат повеќе пари кај граѓаните и растат платите и пензиите. Нема стиропор, нема бронза, нема споменици. Секој пат имало пари во оваа држава. Само е работата како дали домаќински ќе се работи. Затоа не можеме за 2,5 години да видиме се и да направиме се и да ги убедиме сите млади дека треба да се вратат. Но сум сигурен дека одиме кон тој правец и на тој пат сме. Опозицијата да овде ќе рече дека во Кочанскиот регион многу малку е направено од аспект на капитални проекти, тоа се случува на пресконференции и така натаму. Кој е вашиот коментар на тоа? Па тоа е најголемата небулоза. Зошто? Затоа што сум горд што во мое време како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, ја спроведов целата постапка, како што ја беа оставени, со милион проблеми на терен, во делот на изградбата на браната на Оризарска река, Речене. Еден од најкрупните проекти. Ја не само тука, тоа докажав дека 60 години го чекаат 60 години на овој регион. По овие 2,5 години започнаа со изградба најголемите инвестиции во водостопанството, 40 милиони евра во Гевгелија за браната Конско, Јужна Вардарска долина во Дојран и Гевгелија околу 25 милиони евра, во Полог, во Тетовски полог исто така систем за наводнување од 25 милиони евра и конечно го добивме одобрението за градба на 19 декември на Свети Никола 2018 година, заради тоа што нема ниту одобрение за градба, ниту пристапен пат, ниту решени имотно-правни и целокупни постапки, документација во делот на браната, која што е сон на многу генерации. И денеска започнува да се гради. И тоа ќе биде бенефит за целото Кочанско поле. Ќе добиваме вода и за наводнување, и вода за пиење, и ќе биде потенцијал за енергија и за развој. Тоа е еден голем капитален проект. Да не зборам сега за сите други патишта, инфраструктура, експресни патишта и сето она што тука се работеше. Да не зборам за проектите во селата, во Тркање, во Прибачево, во Оризари, каде што се градат 8 улици, 42 километри асфалтна површина е поставена во Кочани за само еден краток период, како пример на соработка на централната и локалната власт. Има уште многу што да се работи, но многу големи капитални проекти, инфраструктура, покажавме, докажавме дека тука ни е битно и битно е Кочани и целиот регион да се развива. Така. Во овие избори, како никош досега би рекол, настапуваат офанзивно или како да се каже, малите партии. Каква е вашата процека, каква улога тие ќе одиграат во целата оваа кампања и дали ќе дојде до некое позначено прекројување на политичката мапа во држава? Сите анкети на малите партии. Сите анкети истражувања покажуваат дека тоа што направивме најголема, најмодерна, најевропска, најразнолика коалиција за прв пат и го застапуваме концептот на едно општество за сите граѓани, кој што сега е надограден со многу нови политички партии кои што ги представуваат и албанците, и турците, и ромите, и бошњаците, и србите, и сите други, египтјаните. И тука сме столбот, македонците. Покажавме дека тој концепт на кој што граѓаните даваат доверба во претходниот период го надградивме и тоа е најмоќната коалиција пред било кои избори и ние сме тие кои што баравме дури на помалите партии, застапувавме
ги застапувавме нивните барања да имаме и една изборна единица и отворени листи. Ние тоа го понудивме и ние за тоа се боравме. Опозицијата, за жал, не прифати и тоа е најтранспарентен однос и најјасен однос према гласачите. Да не бираат по луѓе, да навистина малите партии имат шанса да бидат застапени во парламентот. Ние целосно стоевме за нив во тие барања. Имаме плурализам во државата, имаме повеќе партиски систем согласно уставното уредување и секако дека охрабрувањето треба да дојде од сите. Сите оние кои што сметаат дека нешто може да променат преку политиката, тоа треба да го поддржиме. Ние ги обединивме и зелените, ги обединивме и представниците на синдикати, на разни здруженија, на разни невладини организации, на нашите листи постојано сме покажале големина дека има место и за граѓанскиот сектор, за луѓе кои што не се членови на партијата. Го имаме Димитров на овие избори, покажавме сенс према сите останати целни групи, спрема нивните барања и ги обединивме сите партии без разлика на нивната идеологија. Се приклучи ВМРО Народна партија, која што ќе биде во парламентот. Ќе има представник во парламентот. Ние ги обединивме сите партии кои што го застапуваат концептот на едно општество, концептот на поддршката за влезот во НАТО и преговорите со Европската Унија и достапноста на европските фондови која што е наша цел. И оние кои што цврсто стојат зад сите реформи кои што треба да следат во наредниот период, а пред се реформите во судството и она што во краткиот мандат не успеа целосно да се заврши. И тука ќе бараме поддршката во парламентот од сите партии и од сите граѓани. Така, граѓаните на Кочани гледаат како два политички блока спротивставени, меѓутоа ги гледаат и кандидатите за пратеници од изборната единица број 3. Од кај вас тоа е Марија Ангелова, од опозицијската ВМРО ДПМН тоа е Емиле Левков. Зошто во оваа ситуација на овие избори би гласале за, например, за Марија, а не би гласале за Левков или за некој од кандидатот по малите партии? Па сите имаат уште поголема причина да гласаат овде во Кочани за Марија, заради тоа што за прв пат промовиравме и застанавме зад концептот на рамноправна еднакост на сите, на мажите и жените на самите листи. 60%, околу 60%, близу 60% од нашите кандидати, имаме повеќе кандидати жени на листите него мажи. Ние не удараме боксови на жените, буквално жените треба да ја направат таа разлика во самите кандидати и во самите носители. А мислам дека се блиску во Кочани и носителот и кандидатот од Кочани. Заради тоа што бев сведок сега пред влез во вашето студио, исто така на недолично и некултурно и несоодветно однесување од кое што се срамам. Се срамам што има се уште кандидати кои што може така да се однесуваат со тој речник на тој начин да ја бараат поддршката. Поддршката треба да се бара со конкретни проекти, со конкретни дела, да се надпреваруваме кој подобар живот и подобри услови за живот ќе создаде овде во Кочани и во целиот регион, кој повеќе инвестиции, кој повеќе капитални проекти ќе направи и ние со тоа се надпреваруваме. За жал, со такво однесување кое што сосема недолично на кандидати кои што и двајцата, и кандидатот на Кочани и носителот на листа во третата изборна единица се кандидати на Никола Груевски. Во негово време беа директори, функционери на значајни институции и преку тоа партиципирање и работа си го покажале своето лице. Мислам дека Кочани ќе даде потполна поддршка на жена кандидат, која што ќе се бори, која што е скромна, која што е едноставна, која што е мирна, која што ќе се бори за секој интерес на секој граѓанин во Кочани, за да имате подобро место за живење. И ќе има мојата апсолутна и целосна поддршка како носител на листа и како политичка структура околу која што ќе се формира владата, заради тоа што граѓаните им е јасно дека сега само ќе формира владата, работата е да обезбедиме поголема поддршка и во делот на женскиот пол, во делот на жените кои што ги повикуваме да гласаат за бројот 3 и за нашите листи, заради тоа што нудиме целосна рамноправност, почит и поддршка, а не боксови за жените. Спомнавте победа. Вчера баш имаше неколку, можеби 2 или 3 анкети кои даваат различни резултати. Како ги коментирате тие? Нема анкети со различни. Има анкети на измислени. Не една анкета да сте добитник СДСМ, на друга опозицијата.
ВМРО ДПМН. Треба да ја направите и сите да направиме разликата во делот на анкетите на изворот на самата анкета. БИПС беше едната, другата ИПИС, третата Брама. Точно. Се гледа дека никој од тие институти не може да се утврди како функционира и дали функционира. Ние збориме не за нарачани анкети, за анкети кои што ги прави NDI, кои ги прави IFES, кои ги прави IRI и последната на Брима Галуп, и граѓаните знаат и веруваат дека Брима Галуп е бренд и стандард во истражувањата кои што ги прават. И тие не се по нарачка на СДСМ и не потекнуваат од подромски простори, ниту се анкети кои што доаѓаат од институти кои што ни на интернет не може да ги најдете, како што оние што ги спомнавте. Јасна е поддршката кај граѓаните, 2:1 на односот на перцепцијата на граѓаните кој ќе биде победник на изборите. Граѓаните сакаат да ја дадат шансата, ние тоа го гледаме. Граѓаните видоа дека со сите мани кои што ги имаме, со сите грешки кои што сме ги направиле и со сите наши слабости, ги остваривме стратешките цели на државата. Нема страв, нема уцени, нема списоци, има слобода, може слободно да се критикува, може слободно да се дискутира, има демократија, се изборивме за тие вредности и не само тоа, и не само економските бенефити кои што ги имаме за краток временски период, ги остваривме стратешките цели на државата. Има се повеќе пари кај граѓаните. Да. Затоа вистинските анкети ќе бидат на 15 јули, а на реалните анкети кои што не се нарачка на било која политичка партија, како што е анкетата на Брима Галуп, покажува сериозно водство од 6% на коалицијата може. Какво влијание ќе игра COVID-19 во самата изборна кампања или на денот на гласањето? Очекувате ли намалена излезност или пак нешто сосема друго? Па тоа и граѓаните треба да го зборувавте на таа тема. Да, граѓаните треба да го знаат. Граѓаните само треба да замислат како ВМРО ДПМН ќе се справуваше со ковид и со нивен министер на местото на Венко Филипче. Тоа кој знае како ќе изгледаш. Затоа што во време на опозиција кршеа мерки, идеа во кафана, не почитуваат правила, идат во теретана. Сега во самата кампања не ги почитуваат мерките, се поздравуваат, земаат леп, па се поздравуваат со луѓе. Буквално неодговорно се однесуваат спрема граѓаните. Наспроти нашето одговорно однесување, одговорниот пристап на институциите, на Венко Филипче и на владата на кризниот штаб. Затоа граѓаните, затоа еден наш столб во самата програма се однесува на COVID-19. Ние ги охрабруваме граѓаните, за да не го вратиме Груевски, за да не го вратиме стравот. Мора да излеземе на гласање. Гласањето ќе биде безбедно, 100% безбедно. СДСМ на овие избори нуди сигурност. Видовме сите како функционираме и во време на криза, и во време на здравствена криза, како знаеме сериозно да се поставиме за да го заштитиме секој граѓанин и како економски знаеме да се поставиме и да ги насочиме ресурсите и парите спрема граѓаните. Да делиме картички, да има мерки, политики, да се дават поддршка на фирмите, на компаниите. Околу 7.000 граѓани само во Кочани имаат добиено платежни картички за купување домашно и за домашен туризам. Околу 3.500 вработени имаат добиено плата преку мерките за субвенционирање на плата и на придонеси. Сме покажале грижа за секоја фирма и за секој граѓанин. И тоа во време на најголема криза. Затоа СДСМ нуди сигурност, а ВМРО ДПМН е голема опасност на овие избори и враќање назад во режимот. Тоа значи обнова на режимот и враќање на Груевски. Граѓаните тоа треба да го знаат. И со седење дома го враќаме Груевски на власт. Затоа со строго почитување на мерките и политиките за заштита на здравјето на граѓаните, под држење на дистанца, носење на маска, со сите дезинфекции што треба да ги направиме, да се излеземе на гласачките места, да ја осигураме и обезбедиме иднината и овој европски пат на нашата земја и да продолжиме напред, да нема прекин на политиките, да ставиме крај на сите остатоци на режимот, крај на сите остатоци на груевизмот, кој што се уште, за жал, живее и да го продолжиме овој европски пат. Затоа е битен секој глас и мотивот и мобилизацијата на секој човек на овие избори. Така. Има промена на околу 13-14 избирачки места во Кочани, има коментари во јавноста дека тие можеби ќе внесат забуна и дека можеби ќе бидат подалеку или пак димензионирани така да им делуваат негативно на оние гласачи кои ќе гласат за опозицијата. Има ли тако нешто или тоа се само апсолутно не е точно, заради тоа што ние заедно со господинот Јанушев, кој што е генерален секретар на ВМРО ДПМН и шеф на Централниот изборен штаб на ВМРО ДПМН, имавме средба
јас и он со државната изборна комисија, со нашите представници, така како што опозицијата побара и сето она што го побара го ставивме во редбите, во правилниците, во упатствата и кажавме дека како што е најдобро за заштита на здравјето на граѓаните, така и ние треба да се построиме по тие правила. И воопшто и се чудам што значи ова промена на избирачки места, до мене не стигнала никаква поплака или никаква сугестија во тој поглед, но секако да ја провериме. Така. И пред крајот на разговорот ќе се вратам пак на Оризот, бидејќи Кочани е познат не само во држава, туку и многу пошироко. Бидејќи 4 децении веќе се занимавам со новинарство, ќе кажам дека досега не се изгради некоја долгорочна стратегија во која земјоделците ќе заработуваат од својот труд. Сите партии наназад главно се фокусираа на субвенции, дали ќе бидат помали или поголеми. Може ли Кочани да добие, односно државата да добие една стратегија во делот на оризопроизводството? Пример, да се воведе затворен систем на наводнување, што до сега не е кај нас овој отворен систем, предизвикува многу проблеми, да се реши многу поквалитетно со водата од акумулацијата калимаци која излегува од дното, па е многу студена и по тој основ се губат приноси и така натаму во делот на прометот, на преработката. Имаме се уште стари комбајни во делот на фабриките, луштарите кои сега веќе влегуваат нови, но се уште има и доволно стари, за да според мене, ако тоа се направи, Кочани ќе добие еден значајен исчекор во делот на индустриализацијата на земјоделското, односно на оризопроизводството. Не може со една мерка да ги решиме сите работи, тоа, комплексно, и затоа се фокусиравме на намалување на трошоците кои што ги имат. Затоа воведовме зелена нафта, за која што првата година е воведена со 30% поддршка, сега 50%, до крајот на мандатот ќе биде 100% покриена. Бесплатна зелена нафта. Ги зголемивме 3 пати субвенциите, се со цел да има пари во државата. Ние затоа се бориме. Кога не се трошат на други работи, на споменици и на бронза, може да се трошат и да се зголемуваат приходите на граѓаните и на земјоделците. За 3 пати ги зголемивме субвенциите, особено и со оние додатни субвенции за сертифицирано семе и слично, и секогаш интервенираме кога тоа беше потребно со интервентни мерки, но се согласувам со вас дека тоа нема да го реши долгорочно проблемот, дека мораме да се насочиме да ја обновиме механизацијата. Затоа сме лидери во регионот за ИПАРД фондовите по искористеност. Но тоа е само нешто што сега се случува. Треба да на извремето се мотивираат сите и да она што ИПАРД, европските фондови го нуди во земјоделството за модернизацијата, дигитализацијата го искористиме. Ни треба целосна поддршка на институтот за Ориз, за кој што се борев и во претходниот период, за да навистина таму имаме и квалитетни кадри, да имаме нови согласности, да биде кренат институтот и да функционира, не да биде оставен само на двајца вработени. И покренавме низа на постапки, иницијативи кои што Министерството ќе ги спроведува, и во тој поглед и драго ми е што голем дел од нив се завршени и се дел од иницијативата 16+1 на Кина со останатите земји и чие што седиште во Бугарија, и се планира голема финансиска помош на оризопроизводството во делот на новите семиња, во делот на науката, на истражувањето, во делот на оние работи кои што навистина може да ја направат поддоходовна ова земјоделска гранка, а вклучително и системите за наводнување. Затоа велам дека браните системите се многу битни, да имаме затворени системи, за да имаме инвестиции што повеќе во системите за наводнување, за да ни биде рентабилно самото производство и на крајот да произведуваме производи кои што имаат дополнителна вредност и ќе бидат извезувани. Затоа велиме, македонците ни треба тука во овој крај, во истокот, но треба да ги извезуваме македонските брендирани производи. Тоа ми е и мотото на самата кампања и цврсто ќе стоам на тоа да обезбедиме целосна поддршка, заради тоа што многу луѓе екзистираат тука од оризопроизводството. Традиционална култура е за Кочанскиот крај и навистина треба со многу по стратегиски мерки и политики во наредниот период да бидат и преземени и да бидат спроведени и да навистина биде исто така оризопроизводството темел на нашата економија. Земјоделството е клучно во македонската економија, вработува најголем дел од работоспособното население и ангажира индиректно, учествува како втора дејност по процентно учество во бруто домашниот производ,
А таму каде што одиме сега, Европската унија, каде што отворивме врати, 40% од парите се наменети за земјоделство. И тоа за мерки кои што ќе го развиваат земјоделството, не само ќе дават поддршка преку субвенциите. Затоа ни е битен тој пат, отварањето на овие врати и користењето на овие фондови. Сами не можеме ништо да промениме целосно, меѓутоа со ова поддршка, со сојузници, со нови политики, со европски фондови, можеме во следниот период и уште повеќе и уште подобро. Така, јас ќе додам само дека парадоксот на Кочани е тоа што 3-4 децени и претходно годините во претходниот систем нема една фабрика во која ќе се финализира оризот да речеме во рижолино, во не знам чоколади со ориз и така натаму. И има веројатно многу други делови од делот на храната каде што може да се искористи, ние го продаваме во вреки, што е трагедија за Кочани, за регионот, па и за државата. Тука ги спомнал и геотермалните води кои се едно неверојатно бојство, меѓутоа за сега се користи дури би рекол и неконтролирано доволно во делот на загревањето на оранжерите и така натаму, а може да се ефектуира на многу повеќе начин. Има многу работа во престојниот мандатен период кој да ја освои власта и веројатно граѓаните ќе очекуваат тука значаен напредок. На вас ви престојуваат уште 3 дена кампања со она што е нели до вечерва, до ноќта. На што ќе се фокусирате во овие 3 дена, бидејќи во недела на полнок започнува молкот и понатаму ќе остане граѓаните сами да седнат, да ги смират, да ги средат, би рекол, размислувањата и да се одлучат. Ние ќе продолжиме нашата позитивна, нашата модерна, нашата убава кампања во која што ги промовираме политиките, ја промовираме програмата на коалицијата Можеме, која што ги нуди клучните столбови, а тоа е да имаме здрав и јак здравствен систем, со многу инвестиции во здравството, да имаме ред, правда и дисциплина, да имаме иновативна земја, земја на младите, да имаме еколошка земја и да имаме нова македонска економија со поддршка на Европската унија. И ние ќе го комуницираме тоа со граѓаните, ние го нудиме тој концепт, единствениот кој што влече и бутка напред и ќе ги промовираме новите вредности за кои што се бориме, за да ги промениме состојбите во сите партии, да бидат демократизирани, честните луѓе да бидат на првите позиции, да ги вратиме македонците тука, а да ги извезуваме македонските производи и ќе се бориме да ова стаса до секој човек и до секој гласач и сме убедени дека после 15 јули веднаш ќе продолжиме со силна политичка влада, со парламент со кој што ќе има полн капацитет да ги спроведуваме и реформите и политиките и да ги користиме европските пари кои што се на располагање на македонското здравство, на македонската економија, на македонското земјоделство, на сето она што каде што може да бидат вградени овие средства. Ќе имаме позитивна кампања во останатите 3 денови и со тоа ќе заокружиме посетата, средбите, низ сите овие 23 општини во изборната единица, во која што имам чест да бидам прв на оваа листа. Така, да јавиме си да ви преотстапувам 2 минути да им се обратите на граѓаните, на гласачите, зошто да гласаат за како беше листата, односно позицијата број 3. Веќе кажав, граѓаните не треба да останат дома. Седењето дома го враќа Груевски на власт, затоа што груевизмот се уште живее и ние мораме на овие избори да ставиме крај на таа работа, на сите остатоци, заради тоа што тоа не враќа во страв, неизвестност, изолација, во поделби и во омраз. Ниту сум човек, ниту сум кандидат кој што сака да живее во таква земја, ниту се борам за такви вредности, туку напротив, се борев за честна работа, за слободна земја, за демократски процеси, за економски напредок, за остварување на стратешките цели на земјата. Никој не стои позади мене, честно, искрено и одговорно сум го работел сето она во претходниот период и имам право да ги погледам граѓаните во очи, заради тоа што се борев за секој проект. Истогот од регион кој што беше најзапоставуван, стана регион кој што најбрзо се развива и со глас за коалицијата Може, ние продолжуваме напред во преговори со Европската унија, реформи на сите сектори во државата, враќање на достоинството на граѓаните, враќање на младите македонци, на сите македонци, на нивните браќа и сестри, тука во родните краишта, во родните огништа и развој на нашата нова македонска економија.
многу причини имаат граѓаните зошто овој пат на овие избори навистина треба да ни ја дадат шансата да го продолжиме овој пат каде што застанавме. Имаме и грешки, имаме и слабости, имаме и мани, како и сите луѓе, меѓутоа честно, одговорно ја бараме поддршката за да го продолжиме овој европски пат на нашата убава земја. Господин Николовски, ви благодарам за разговорот, верувам дека допрахме многу теми, меѓутоа остана и уште многу кои немавме прилика во оваа ситуација од ограничено време да ги дебатираме. Сигурно во наредните 3 дена ќе ги искористиме максимално преку пресконференции и други начини да ги пласирате во јавноста, како она што го содржите во програмата, така и она што сами во себе го носите, како што рекоте, со вашите идеологии, цели и желби. Ако на крај немате да додадете нешто, јас тука би ви заблагодарил за разговорот. Благодарам и на вас, и на поканата, и да се чуваат сите граѓани, што побрзо да ја надминеме ова криза и ова зло кое што го имаме, а тоа може да го направиме само со почитување на мерките и препораките, да носиме маска, да држиме дистанца, редовно да се вршат дезинфекции и навистина што побрзо и ова да се надмине и да се фокусираме на секојдневните животни работи и проблематики и да шириме љубов, добрина и честно и со срце и душа да одработиме за нашата земја. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господинот Липчо Николовски, носител на листа од СДСМ и коалицијата Можеме во изборната единица број 3. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, пријатно и довидување.